Ке се удавили финансиски државата во сопствената нерационалност и непресметливост или прекомерното задолжување? Ова прашање станува алармантно по коментарите на економските експерти, според кој јавниот долг на Македонија добива димензии кои се застрашувачки. Доколку државата продолжи со ова темпо да се задолжува, земјата неизбежно ќе падне во должичка криза. Првенствено нема да може да се сервисира долгот, доколку продолжи да расте зголемувањето на јавниот долг. Тоа што многу земји го имаат истиот проблем со отплатата на јавниот долг не е олеснителна околност, бидејќи и како секаде, така и кај нас во суштина се работи за непродуктивно задолжување. Затоа час побрзо може да се започне со креирање на политики за штедење и конкретни планови како економијата да остварува раст. Висината на јавниот долг заклучно до јуни изнесува 7,4 милиарди евра или 64,4% од БДП. Овој процент ги надмина и владините очекувања, бидејќи со фискалната стратегија за управување со јавен долг се очекуваше земјата 2021 да ја заврши со јавен долг од 63,9%. Рекорден раст на јавниот долг од 66% се очекува во 2022 година. Стратегијата на владата е преку намалување на јавната администрација и поголем економски раст, долго да се стабилизира дури во 2026 година. Прашањето е, до каде ќе стигне до моментот кога ќе почне стабилизацијата?